Добра вечер и од мене. Отворено студио. Се менува, вклучувајќи и нас на ова панел маса. Мој вечерашен и ваш гостин е господинот Чекриджи. Човек кој е подолго време бизнисмен, кој ги предвидел и на одреден начин преживеал сите политички турбуленции. Господин Чекриджи, цензусот не е постигнат. Во оваа политичка математика која е во игра, не влегувам во квалификациите дали е тоа неуспех, фијаско, на каков начин ќе има политичко мнозинство за уставни амандмани. Но е факт дека околу 550.000 гласачи дадоа глас за евроатлантската перспектива на Македонија. Што таа бројка вам ви значи? С оглед на фактот дека досега имавме излезност од милион и 100.000 и дека има значаен дел на абстиненти. Колку сум јас информиран, према законот, за да биде успешен референдумот, требаше се постигне цензус од 903.000 гласови, значи излезност од 903.000 гласови и од тие 450.000 да гласаат за. Сега не излегува 900.000 гласови, цензусот не е постигнат, излегува нешто колку во овој момент имам информација 620-30.000, меѓутоа има 550.000 гласови за, 100.000 повише од потребното. Ситуација од кој политичките опоненти секој ќе толкува на свој начин. Едните ќе толкуваат дека тоа е потврда дека македонскиот народ не сака, другите дека е потврда дека сака во евроатлантските интеграции да влезе. Тоа е партиско позицирање. Прашањето на политичкиот вокабулар сега треба да влезе во ефектуирање на реалната волја на граѓаните. Дали и на каков начин и за едниот и за другиот лидер во македонскиот блок овие избори, овие гласови треба да бидат опомена на каков начин понатаму ќе извозат Македонија без посериозни политички потреси, зашто на одреден начин можно е да влеземе во една по-софистицирана политичка криза, па дури и радикална, што може да влие и врз бизнисот. Прво, сугестија би била моја да не се избрзува со заземање на политичка позиција, нити на едните, нити на другите, затоа што сигурно е во овој момент што го слушаме дека влегуваме во нова економска криза. Зошто? Бизнисот е осетлива категорија, реагира на вакви политички случувања многу ригорозно. Прво е јасно дека бизнисмените се понадеваат дека ќе се отвори некој евроатлантски пат, пред се, не мислам само на бизнисмените од Македонија, него мислам и од европските бизнисмени, странците и така натака, кои нели по правило очекуваат НАТО да биде членката на НАТО, така се чувствуваат дека нивниот капитал е заштитен. Сега ние веројатно еден подолг период ќе останеме без таа заштита, значи треба да очекуваме дека нема да има нагло зголемување на странските инвестиции, што со известноста за влегување во НАТО се очекуваше дека нагло ќе пораснат странските инвестиции. Домашна акумулација немаме, познато е, не можеме да отпочнеме инвестициски циклус од домашна акумулација. Некои од основните елементи што очекуваме дека ќе почнат да се решаваат, а тоа е владење на правото, например, сузбивање на корупцијата до нулто ниво, едуцирање на работна снага. Ние практично, иако долго време се фалевме, дојдете овдека, ние имаме добро едуцирана работна снага и можете и малце да ја платите, ние практично во моментов немаме ни добро едуцирана работна снага. Значи, домашниот бизнис кубори за работници. Од друга страна, па не можеме ни добро да ги платиме и така натака. Има
голем притисок врз буџетот од социјалните категории. Пензиите се алиментираат од буџетот. Една голем процент на сиромашно население кој мора. Здравството е во лоша кондиција и така натака. Значи, процентите на македонските буџети кои се одвајаат за капитални инвестиции се недоволни. Недоволни цело време. Така да гледачи следите отворено студио, мој гостин е Мирча Чекреджи. Господине Чекреджи, целата ова ваша диагноза како да наслутува малку подолго трајно или продолжено дејство на политичката и економската криза. И економска криза. Шеф на голема македонска, односно мултинационална корпорација неодамна излезе со јавност, шефот на ЕВН, дека евентуалното пролонгирање на членството во ЕУ и НАТО може да донесе прилично турбулентни финансиски и економски неизвестности за Македонија. Дали вие го делите тој на еден и на друг начин, па би рекол помалку фаталистички приод? Повеќе објективен него фаталистички. Тие со една германска ладнокрвност и суровост ни ги предочуваат фактите што може да ни се случат. Така, ние од осамоснување на Македонија практично работиме во една континуирана криза и во секој момент кога ќе се насети дека може да ќе ја надминеме таа криза, се случуваат нови работи кои пак не враќаат назад во тоа, како да кажам, сценарио кое не е податно, погодно за да се води нормален бизнис. Значи, бизнисот бара прво политичкиот фактор за основните државни прашања, да има консензуална политика. Ова 30 години не се случи во Македонија. За стратегиските прашања на Македонија, левицата и десницата никогаш не постигна консензус. Тоа самото по себе е генератор на криза. Вие ако не може да определите што е тоа стратешки интерес на Македонија и да се сложите околу тоа, како сакате да имате нормална ситуација за да се води некаков бизнис. Втора работа, чувствителноста на капиталот. Значи, капиталот е многу чувствителен на секаква нестабилност. Он само во најава да е нестабилноста, веќе вие имате економска криза. Сите кризи економски во Македонија не се економски од економски фактори, туку се генерирани од политички кризи. Све досега. Така да јас не очекувам за бизнисот добра година. Ми се чини дека македонското ткиво до сега беше партиско поделено. Традиционално, СДСМ, ВМРО и така натаму. Сега ми се чини дека таа јанза на поделеност е вгнездена во македонското ткиво прилично деликатно. Дали тоа ги предизвикува водствата на македонските граѓани, условно на граѓаните македонци, да размислат каде ја водат Македонија? Тие треба апсолутно да размислат каде ја водат Македонија. А од друга страна, па, на населението во Македонија, без разлика дали се македонци, албанци или од другите, ова веќе му е преку глава од таа партиска поделеност. Едначи за секогаш треба да се дефинираат државни стратегии. Партиските интереси се јасни. Тие се адресирани на една група на луѓе кои се организирани во партија и кои имаат своји партиски интереси. Дали се од левица, дали се од десница, све едно. Така, меѓутоа државата има пак своји стратешки интереси. Тие треба да се дефинираат и да се работи заедничко на тоа. Јас, на пример, без да има, кога би бил политичар, јас политички тешко се снao, ја мислам, и во анализи и во ова, но кога јас би бил политичар, не би ни отишол на референдум доколку нема консензус меѓу двете најголеми партии. Дали мислите дека сега е решение предвремени избори? Или евентуална алтернатива сериозен политички диалог со модерирање повторно од фактори кои инаку и мислат добро на Македонија,
која би не довела, например, до некаков втор пржински договор? Сега, и тука не би знаел добро да изанализирам. Зашто видите, предвремени избори, доколку има известност дека една од опциите ќе добие значителна предност политичка, имаат некаква логика. Ако се према последниве анкети што ги слушав, тие ВМРО и СДСМ се негде тука. Не гледам, би била слична ситуација, значи само ќе се изгуби време. Значи, треба да се најде модус како после оваквите референдумски резултати Македонија сепак на крајот да профитира како држава. Тоа е нивна задача како водачи на партиите. Видите, ми се чини како што сме поделени, така и изгледа абсурдно дека сме поделени врз основа на прашање кое има конституционална поддршка меѓу граѓаните. И од ВМРО, ДПМН и од СДСМ. Ако над 72-3% се од граѓанството за ЕУ и за НАТО, тоа значи дека ги надминува границите на партиските табори. Но абсурдот е во тоа што во одредена доза таа политичка конфронтација сега не доведе во ситуација ниту Заев може да ја дореализира концепцијата на договорот со Грција, ниту пак Мицковски, кој излегува помалку со некаква еуфорична конотација во своите настапи, не кажува што е алтернативата на Преспанскиот договор и на евентуалното ЕУ и НАТО членство. При што, дали и тие ќе доведе до прашање оваа генеричка формула дека македонското граѓанство е за ЕУ и за НАТО? Затоа јас на почетокот на разговорот ви реков сега ни едната и ни другата големи партии не треба да изврзаат и вечерва да излегуваат со политичка стратегија што понатака. Треба добро да размислат, треба да видат дали постои решение. Решението најверојатно е во меѓусебен договор меѓу партиите и Македонија на крајот на денот да профитира. Иначе, велите граѓанството на Македонија 70% е за интеграција. Па економијата е во безизлезна ситуација. Оттаму треба да се почне. Правите вие диагностика каде е македонската економија. По сите економски елементи ние сме на дното на Европа. По сите, значи без исклучок. Таква економија не може самата да се врати во седло. Нас ни треба да влеземе во некоја економска унија и така натака, монетарна, царинска. Ние не можеме да си ги алиментираме ни инфраструктурните објекти од овој момент натаму. Кој ќе гради? Кај на железницата не функционира. Не постои македонска железница, не функционира. Патиштата се во лоша ситуација. Енергетски уште, не знам, 10 години има јаглен или колку таму проценките, ќе паднеме на нула од потребите. Која економија без енергија ќе се развива? Едуцирање на работната сила. Ние, нашите факултети сега не даваат квалитетен инженерски и остана стручен кадар. Значи, мора да и користиме европските универзитети и така натака. Значи, час поскоро нас ни треба да се интегрираме во некој од конкретно во Европската унија. Факт е, например, дека целокупната или двотретинскиот дел од надворешна трговската размена паѓа кон Европската унија и кон големите партнери во Западна Европската унија. Што можете да очекувате евентуално од, да речем условно, од повремено пролонгирање, па на одреден начин и дебакал на оваа евроатлантска агенда? Ние како економија ќе банкротираме. Значи, ние немаме излез, нема план Б. Никој нема план Б. Нека излезе еден економски стручњак овдека да седне на вас и да каже планот Б за македонската економија. Што ќе правиме? Ние отворивме економијата тотално, либерално, тоа е политика. Овдека влезе стран капитал, влезе во банкарство, во осигурителни компании, во рудници и така натака, сегде кај што можеше и нашиот домицилен македонски бизнис се сведува на ситни, мали предпријатија. Така, сега треба и тие при тоа немаат пазар. Македонскиот пазар е многу мал пазар. Значи, нас ни треба да се отвори, да се отвориме, да одиме на европски пазар и така натака. Или, втора алтернација би била, дај сега,
погледот на господинот Трамп, дај да си ја заштитиме македонска економија, да дигнеме царини 20-30%, така, зашто толку сме технолошки поназад од конкурентите. Да удриме даноци с 50-60% Тоа би на... бил дефинитивен политички економски дебакал за Македонија. Кажете друга алтернатива. Или одиме во отворен економски пазар, или се затвараме. Не, вака не може, лимбо ситуација. Значи, ние преживуваме од денеска за утре. Што би можеле да им сугерирате, што бизнес заедницата, која во еден момент, особено Стопанската комора и едната и другата, застанаа зад концептот на заев за евроатлански договори, значаен дел од таа заедница го поздрави, да речем, на оден начин релаксирањето на грчко-македонските односи. Што би била поента на политичката порака од бизнес заедницата? Тие да седнат на маса и да разговараат. ВМРО и СДСМ. Да изнајдат решение за државните интереси на Македонија. При тоа, кој помалце или повеќе ќе загуби, дали СДСМ или ВМРО е неважно. Сега се работи за иднината на Македонија. Тоа решение не може да го донесе ни Саев самиот, ни Мицковски самиот. Тие мора да седнат и да се договорат. Да најдат заедничко решение како ќе извлечат Македонија, како ќе интегрираат. Значи, тие треба да интегрираат во Европската Унија. Пазите, и процесот не е лесен. Ние знаете дека кај нас нема владење на правото, знаете дека корупцијата е расширена, знаете со тие сите елементи не можеме да влеземе во Европа. И како ние ќе се справиме со тоа ако двете најголеми партии немаат заеднички јазик и не речат наши стратешки определиши, владење на правото, борба против корупцијата, интеграција во Европа. И нема тука што да се дискутира која ќе одредите стратегијата. Све остало тактика. Да преспиеме сите помалку. Моја сугестија е да преспијат политичките лидери, зашто од мене и од вас што не зависи многу судбината на Македонија. Ние правиме од вас нема дзијан, ама нема дзијан, ама нема ни голем ќар. Добро. Поштовани гледачи, тоа беше бизнесменот Мирче Чекриджи. Со него разговаравме околу можните последици на денешното изјаснување врз и евентуалното реално подзапирање на процесот на евроатланско интегрирање, особено во примената и за прифаќањето и реализирањето на роковите од Преспанскиот договор. Во нашето студио е и мојот колега Владко Чаловски, кој ќе го преземе својот соговорник, и мислам дека е добро да излеземе од оваа матрица на политички фатализам, да видиме што мислат јавните личности низ еден друг дискурс.